Прв час по сообраќај. Прекрасен пролетен ден. Додека малото братче остана да спие со баба му, една мајка и нејзината 6-годишна ќерка Деница отидоа до најблискиот трговски центар. Тие на брзина ги наполнија торбите со потребните артикли за подготовка на ручекот. Деница ја потсетуваше мајки да ги одбираат производите со нашето македонско сонценце. Кога требаше да ја преминат улицата, мајка ѝ рече: Деница, сега улицата ќе ја преминеме на пешачки премин. Што е тоа пешачки премин? Љубопитно праша таа. Пешачкиот премин е одбележан дел од коловозот, каде што пешаците ја преминуваат улицата. Спокојно одговори мајки. Ова ли е, мамо? Погледни, личи како зебра. Онаа зебра што ја видовме во зоолошката градина. Оваа зебра се наоѓа на коловозот и по неа се движат пешаците. Што е пак сега тоа коловоз? Еднаш велиш улица, еднаш велиш коловоз. Навистина ништо не ми е јасно. Збунето рече Деница. Многу едноставно. Само внимателно гледај и слушај. Пред нас се наоѓа една голема улица. Се состои од коловоз и тротоар. По коловозот се движат автомобилите. Знам, сега ми е јасно. Јас, ти и сите овие луѓе сме пешаци и ние се движиме по тротоарот. Весело збунуваше Деница. Многу се радувам што денес покажа некој знаење за сообраќајот. Радосно ја одговори мајки и уште цврсто ја држеше својата количка за рака. Кој сообраќај? Јас не сум се запознала со него, изненадено рече Деница. Ха, сладко се смееше мајки. Деница, слушни ме. Сообраќај е пренесување луѓе и стока од едно до друго место. Во сообраќајот има многу учесници. Еве, например, пешаци, возила, велосипеди, сообраќајни полицајци и... Одлично! Денес го имав првиот час по сообраќај. Секој треба да знае за сообраќајот, затоа што може да биде опасно, возбудено зборуваше Деница. Патот до дома го продолжија мајката и ќерката и имаа убава дискусија. На секоја ситуација Деница љубопитно прашуваше и даваше одговори по секое видување. Кога пристигнаа дома, веќе ги чекаше малото братче разбудено. Деница му раскажуваше за сообраќајот, тој се смееше и вртеше со главата како да ја разбира.